cosas hasta arriba. Почитувани гледачи, здраво и добре дојавте во петото издание од четвртата сезона од нашата и ваша МТМ Кошаркарска лига. Во денешното издание ќе ви понудиме три интересни надпревари кои се одиграа во спортската сала Градски парк. Ќе погледнеме стандардната рубрика Топ 5 и ќе дадеме неколку информации поврзани со она што не очекува следната недела, каде на програмата ќе ги видиме и децата од генерацијата 2001-2002 кои исто така ќе го одиграат третото коло. Вие, почитувани гледачи, останете покрај малите екрани во следните половина час, затоа што започнува 61-то издание на МТМ Кошаркарската лига. Стартуваме со првиот надпревар во денешната програма кај генерацијата 99-2000. Во рамките на третото коло ќе настапат тимовите на КК Томас од Тетово и Кошаркарскиот клуб Квиско Баскет. За Квиско Баскет настапија Мартин Стојановски, Кристијан Митковски, Андреј Стојков, Виктор Цветковски, Петар Златерски, Бобан Ангелковски, Филип Тодоровски, Горијан Петровски, Никола Здраевски, Петар Кежаровски, Тони Симуновски, Христијан Ненковиќ, Кристијан Перовски и Марко Младеновиќ. Тренер на екипата е Митко Костовски. За Томас од Тетово настапија Кристијан Трифуновски, Јоан Бесими, Јетмир Мусаи, Пис Точи, Зија Алити, Христијан Џогов, Бојан Ончевски, Давор Стевчевски, Бојан Дојчиновски, Миле Јовановски и Флоријан Синани. Тренер на екипата е Крумислав Божиновски. Последните неколку минути ќе ги видиме најинтересните моменти од оваа средба. Како што се ближиме кон крајот на првиот дел од сезоната во МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2013-2014, така надпреварите стануваат се поквалитетни. Се гледа добрата работа на тренерите во сите клубови, што резултира со квалитетни изградени надпревари кои се посетени од се побројна публика. Таков надпревар одигра и кошаркарите на Томас и Квиско Баскет на отворањето на третото коло во МТМ Кошаркарската лига во генерацијата 99-2000. Почетокот на оваа средба им припадна на кошаркарите на Томас од Тетово кои одлично го отворија надпреварот и со висок процент на реализација направија минимална предност од 11:7. Во вториот дел Квиско заигра подобро и го изравни резултатот. А до крајот на полувремето сепак Томас повторно ја врати минималната предност. И на полувреме замина со 2 поени предност 21-19.
Во третиот дел се играше израмнето, поени се постигнуваа и на двете страни и неизвестноста беше присутна. Waking up to ash and dust, I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. Кошаркарите на Квиско Баскет се обидуваа да го преземат водството, а тоа им успеа до крајот на овој период. Со 14:11, Квиско ја доби оваа четвртина и пред стартот на последната четвртина имаше минимално водство од 33-32. Добрата игра кошаркарите на Квиско Баскет ја продолжи и во четвртата четвртина, додека Томас Отетово, како да ја губеа концентрацијата и во минута го зголемуваа процентот на непрецизни обиди. Сепак, Квиско Баскет успеа на крајот да стигне до победата со 49-41. Кај победниците со 22 поена најдобар беше Кристијан Перовски, додека Марко Младеновиќ постигна 7. Кај Томас Отетово 12 поени даде Флоријан Синани, а по 10 коша дадоа и Кристијан Трифуновски и Тис Точи. Наградата од нашите пријатели Агенцијата за млади и спорт отиде во рацете на кошаркарот на Квиско Баскет Кристијан Перовски. Здраво, јас сум Мата Јарсов, тренирам во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Мартин Ѓелов, тренирам во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Филип Тодоровски, тренер на кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Христијан Николовски, тренирам во кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Марко Муратовски, тренирам во кошаркарскиот клуб КК Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Нова Герик, тренирам во кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Јован Миловски, тренер во кошаркарски клуб Работнички, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во вториот надпревар од третото коло во МТМ Кошаркарската лига во генерацијата 99-2000 се сретнаа тимовите на кошаркарските клубови МНА од Кавадарци и АБ Песталоци. За МНА од Кавадарци настапија Аце Витанов, Кико Јанков, Благоја Николовски, Блаже Димитровски, Павле Давчев, Кире Манчев,
Ристе Атанасов, Ангел Петров, Саше Јанков, Дарко Давчев, Јован Митров, Саше Крстиќ и Александар Тасев. Тренери на екипата се Елеонора Георгиева Атанасова и Снежана Николовска. За АБ Песталоци на Стапија, Димитар Чакар, Марко Марковиќ, Јана Марковиќ, Ина Ѓозо, Горас Димовски, Бојан Милев, Виктор Трповски, Марко Симоновски, Мате Ефремов, Стефан Проданов, Бојан Петрушевски, Андри Брова и Борис Блажевски. Тренер на екипата е Марко Трајковски. Во следните неколку минути ќе ги погледнеме недобрите моменти и од оваа средба. Одличен надпревар одиграа и овие два тима, каде победникот не се знаеше до самиот крај. Кошаркарите на АБ Песталоци солидно започнаа и тие беа тимот кој го отвори резултатот и направи почетна предност. Расположени за игра беа Димитар Чакар и Марко Марковиќ, кои неизменично го полнеа кошот на МНА Баскет од Кавадарци. Со 9:5 АБ Песталоци ја доби првата четвртина. Во вториот дел, кошаркарите на МНА заиграа подобро и улогите ги сменија со АБ Песталоци. Па така, во една израмнита игра, кошаркарите на АБ Песталоци сепак ја зачуваа минималната предност до полувремето и заминаа со 16:15 водство од само 1 поен предност. Во третиот дел, кошаркарите на МНА го презедоа водството. Расположени за игра беа Витанов, Петров и Јанков, кои во третиот дел беа непогрешливи, а АБ Песталоци ги одржуваа во живот Чакар и Марковиќ, кои колку толку ја одржуваа својата негатива на достижни 3 поени.
МНА од Кавадарци ја добија третата четвртина со 17-13. Во последниот период и двете екипи ја посекуваа победата. Се играше скоро без одбрана, што резултираше со голем број поени на двете страни. Во финишот на средбата МНА направи предност која во последната минута АБ Пестолоци ја намали на достижни 3 разлика. МНА не дозволи да биде изравнет резултатот и покрај тоа што АБ Пестолоци имаше неколку прилики за изравнување. До тоа не дојде и кошаркарите на МНА од Кавадарци стигнаа до победата со 50-47. До 18-16 МНА ја доби и последната четвртина. Со 14 поени најдобар кај кавадарчани беше Саше Јанков, 12 постигна Аце Витанов, а 11 Ангел Петров. Кај АБ Пестолоци Димитар Чакар постигна 21 поен, најмногу на надпреварот, а 13 даде Марко Марковиќ. Наградата од нашите пријатели Агенцијата за млади и спорт ја доби Саше Јанков од составот на МНА од Кавадарци. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Тони Гарчаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Никола Караколев. Јас сум Јован Марковски. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. И во третиот и последен надпревар во денешната емисија ќе ги погледнеме кошаркарите на Работнички и Академија Баскет. За кошаркарскиот клуб Работнички настапија Никола Крстиќ, Марко Рендевски, Андреј Попов, Давид Пренков, Игор Младенов, Петар Радевски, Матеј Радевски, Владан Драговиќ, Трифон Томевски, Огнен Станојковски, Александар Костадиновски, Панче Арсовски, Антони Крстевски, Бенјамин Дачиќ и Давид Станиќ. Тренер на екипата е Златко Мокров. За кошаркарскиот клуб Академија Баскет настапија Борис Блажевски, Петар Наумовски, Виктор Трпковски, Марко Марковиќ, Горас Димовски, Георги Божиновски, Никола Неделковски, Борис Насков, Миле Трајковски, Антонио Цаневски, Иван Балов, Георги Докузов, Димитар Тасевски и Димитар Чакар. Тренер на екипата е Зоран Балов. Во следните неколку минути ќе ги погледнеме и најинтересните моменти и од овој надпревар. Одличното и квалитетното трето коло кај генерацијата 99-2000 ја заокружија овие два тима кои одиграат доста интересен надпревар. Стартот на надпреварот во целост им припадна на Работнички, кои ги искористија грешките на Академија Баскет. Клучен и пресуден момент на целиот надпревар беше токму овој период од играта. Работнички ја доби со 14-5. А до крајот на полувремето имаше и двоцифрена предност.
27-17 беше резултатот на полувремето, а Академија Баскет полека ги консолидираше своите редови. Во второто полувреме се играше израмната кошарка. Одлична игра прикажа и двата тима, но сепак Работнички не ја даваше стекнаната предност од првото полувреме. До крајот на средбата, Работнички само ја одржуваше разликата и на крајот стигна до победата од 49-36. Во составот на победничкиот тим Работнички со 14 поена најдобар беше Трифон Томевски, 8 постигна Игор Младенов, а 7 поени даде Антони Крстевски. Во тимот на Кошаркарскиот клуб Академија Баскет најпрецизен беше Иван Балов со 14 поени, додека Миле Трајковски постигна 10 поени. Наградата од нашите пријатели Агенцијата за млади и спорт отиде во рацете на Антони Крстевски од составот на Работнички. Здраво, јас сум Војан Саносев и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Самаджиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докудовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Следува рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова трето коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 99-2000. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. А како тоа го прават најдобрите? Погледнете во најновите топ 5 потези во Кошаркарската Евролига и NBA лигата.
Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está rica. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está rica. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está rica. Здраво, јас сум Иван Таваковски, член на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Виктор Блажевски, член на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Матеј Дабевски, член на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Кико Брњарчевски, тренирам во клубот Киндер Мини Баскет, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Тука, почитувани гледачи, ќе го завршиме ова 61-во издание од МТМ Кошаркарската лига, петто за сезоната 2013-2014. Премиерата на емисијата секогаш е внедела со почеток од 11 часот и 45 минути. Ние, почитувани гледачи, се гледаме повторно следната недела со надпреварите од нашата лига, која ексклузивно се пренесува на програмата на МТМ телевизија. Поздрав и се гледаме за 7 дена. Oye mamita, dale que la cosa está rica. Hey.